во Република ТВ е професор доктор Гордана Петрушевска, раководител на Институтот за патологија. Добар ден. Добар ден. Што може да се испита во современата лабораторија за молекуларна патологија и експериментална генска терапија на Институтот? Најнапред да се заблагодарам за поканата да бидам дел од вашето секојдневно работење. Лабораторијата за молекуларна патологија и експериментална генска терапија за прв пат е формирана во 2002 година, кога се воведуваат првите молекуларни методи во диагностиката на одредени заболувања. Се однесува на тестови за отстапување на генетскиот материјал кај пациентки со карцином на дојката и пациенти со хронична лимфоцитна леукемија, каде што се детектираше теломеразната активност. Тоа е ензим која контролира функцијата на теломерите, дел од генетскиот материјал кој го контролира време траењето на животот на една клетка. Подоцна, оваа лабораторија се надгради, се осовремени со нова опрема која добиена од проектот на владата за осовременување на апликативни и научни лаборатории, кога се доби понова софистицирана опрема за изведување на молекуларни тестови. Доколку се има кадар и планирани средства, репроматеријали во реагенси, китови и потрошен материјал, можностите на оваа лабораторија се големи во смисол на специјализирана диагностика на одредени малигни заболувања, на хередитарни заболувања, кои пак се значени исто така и за примена на одредена така наречена индивидуализирана терапија. Во моментот, како и во изминатиот период, како дел од научен проект, се изведени испитувања во однос на детекција на мутации на ред протоонкогенот. Тоа е еден ген во клетката кој е одговорен за многу малигни заболувања, а посебно значајно место има во развојот на малигните заболувања на ендокрините жлезди, пред се на тироидната жлезда. Така, во склоп на овој проект направена е студија кај 47 пациенти со така наречен медуларен карцином и кај членови од фамилијата со цел да се види дали имаат склоност да развијат карцином или не. Како е возможно преку капка крв или брис од устата да се дознае дали има некои генетски предиспозиции да заболи од рак? Значи, кај оние пациенти кои постои сомневање дека се со зголем ризик да добијат одредена малигна болест, се зема капка крв или брис од плочестите клетки на устната шуплина со цел да се изолира нивната ДНК содржина. Потоа, оваа изолирана ДНК може да биде предмет на испитување на различни видови на генетски отстапувања. Значи, ние после едно претходно обсежно испитување би утврдиле за кој тип на малигно заболување конкретниот пациент има склоност и би се примениле соодветни тестови за детекција на такви генетски отстапувања кои всушност во колку излазат позитивни би биле индикација дека пациентот во догледно време може да ја развие дадената малигна неоплазма. Дали со овие анализи може да се превенира ракот, карциномот? Значи, со дел од овие анализи може да се превенира ракот, тоест кај оние пациенти, како што кажав, кои имаат хередитарна склоност, кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза, некои членови од фамилијата имале одредена малигна болест, како што се карциномот на дојката, малигните неоплазми на гастроинтестиналниот тракт, туморите на ендокриниот систем. Во денешно време се знае дека и одредени тумори на бубрезите исто така се поврзани со одредена генетска предиспозиција. Секако кај пациентите е значено да се
во една широка кампања се исто така исклучат и одредени ризик фактори на кои тие се секојдневно изложени, како што се факторот на пушењето, воведувањето на режим на правилна исхрана, намалена изложеност на токсични реагенси од надворешната околина и слично. Колку пациенти се диагностициран карцином на тироидната жлезда имате испитано во вашата лабораторија? Значи, испитувањето на пациентите со карцином на тироидна жлезда отпочна како дел од еден научен проект во соработка со Република Словенија и после тоа продолжи во нашата лабораторија. Се работи за посебна подгрупа на карциноми, тоа е така наречениот медуларен карцином, кој се јавува кај пациенти со хередитарна склоност, познати како синдром MEN1 и MEN2, мултипна ендокрина неоплазија. Во рамки на овој проект анализирани се 47 пациенти и членови на нивните фамилии со цел да се утврди дали блиското сродство ќерки, сестри, браќа имаат мутации на овој ген и дали би развиле малигна болест. Во оваа студија ниту еден од пациентите не покажа присутна позитивна експресија на аберантно присуство на ред протоонкогенот, што значи припаѓаат на така наречените спорадични случаеви. Но анализите продолжуваат, бидејќи за овој дел од испитувањата сме екипирани со реагенси, со потрошен материјал и сите пациенти во рамки на клиничкиот круг што имаат диагностицирано медуларен карцином се препраќаат на институтот за испитување, за изведување на овие тестови и веќе повеќе од 50 пациенти се тестирани за присуството на мутации на ред протоонкогенот. На Институтот за патологија има уште една лабораторија, тоа е за електронска микроскопија. Зошто таа се користи? Значи, оваа лабораторија морам да кажам дека е формирана уште во раните 70-ти години. Од минатиот век таа перзистираше со минимално функционирање, но беше возобновена благодарение на нашите напори и искористување на можноста што ни ја даде владата во периодот од 2010 година до 2012 година со проектот за нови лаборатории. Значи, ние ја возобновивме, ја опремивме комплетно. Тоа исто така една високо софистицирана лабораторија, која користи скапи апарати за изготвување на финалните примероци и резултати и се користи во диагностиката на лошо диференцираните неоплазми, за да се одреди точниот тип на неоплазмата, што па директно е поврзано со понатамошниот третман на диагностицираната малигна болест. Многу е значена во диагностиката на бубрежните воспалителни заболувања, како и наследни заболувања кои даваат одраз во патологијата на бубрежното ткиво. Значена е кај одредени невродегенеративни заболувања кои всушност може да се диагностицираат и докажат со оваа техника, како и кај одредени наследни заболувања преку одредување на типичните промени за тие наследни заболувања. 18 ноември е денот кога се одбележува Европскиот и Светскиот ден на патологијата, што ќе организира институтот. Значи, денес на светско глобално ниво постои недостаток на стручни кадри од областа на патологијата, која е и физички и ментално оптеретувачка дејност. Поради тоа, Европското здружение на патолози даде препораки до сите национални здруженија поактивно да се означи овој ден, како би се промовирала дејноста на патологијата, која останува значаен сегмент во здравствените системи и покрај брзо растечката технологија во полето на имиджинг техниките, како и софистицираните методологии, како што е молекуларната патологија, електронмикроскопската патологија и други софистицирани лабораториски техники.
Еден патолог кој е жив учител за нас патолозите, тој е професор Хуан Розај, во 2010 година даде една изјава која би ја цитирала: не постои ништо поопасно и поскапо од тоа да се поставува дијагноза само со помош на имунохистохемиска техника или со помош на се звучната молекуларна патологија и нејзините можности. Значи, во основа патологот треба да се ослони на како златен стандард на класичните цитоморфолошки белези, што е и ја прави всушност тешка оваа дејност како дијагностичка дејност во медицината. Од тие причини, Сдруженијето на патолози на Република Македонија одлучи на 18 ноември како Европски и Светски ден на патолозите да организира една кампања наречена или именувана како Запознај го патологот. Спрема нашите цели, на овој ден сите лаборатории во државата ќе бидат отворени и достапни за јавноста во временскиот период меѓу 10 и 14 часот и секој заинтересиран може да посети една од овие лаборатории. Во Скопје ги има 3 лаборатории од јавното здравство и 3 приватни лаборатории. И во државата, широм државата, во Куманово, во Штип, Битола, Прилеп, во Охрид, Тетово и Гостивар. Значи, заинтересираните може да ги посетат овие лаборатории и во разговор со патологот да бидат конкретно запознаени со самата дејност. Финалниот производ е дијагноза, но за да се дојде до дијагноза, доставените примеруци се обработуваат како, да споредам, како материјал што се обработува на фабричка лента. Значи, од моментот на прием до финалната дијагноза поминува ни 7 до 8 работни станици, каде што примероците се обработуваат, за да може патологот да го погледа примерокот и со дополнителни тестови, како што имунохистохемиската анализа, со молекуларни анализи или електрон микроскопска анализа, има и други тестови, донесува финален заклучок за дијагноза на болест. Тоа е многу значено да се постави точна дијагноза, бидејќи од тоа зависи понатамошниот третман на пациентот. Дали ќе се оди со антибиотска терапија, со комбинирана хемотерапија, озрачување или друга посложена терапија, зависност од препораките на Светска здравствена организација за секој едно заболување. Следната година Македонија е домаќин на Светски конгрес. Што организира институтот? Значи, од 1 до 4 септември 2016 година ќе се одржи вториот национален конгрес на патолозите на Република Македонија. Тоа е конгрес со интернационално учество, при што на конгресот како предавачи се поканети реномирани патолози, членови на Европското сдружение на патолози и на Европската и Светската академија на патолози. При што конгресот е со тематска содржина, ќе обработува патологии кои се најчести по фреквенца во нашата држава, а тоа во моментот се патологијата на дојката, малигните заболувања на гастроинтестиналниот тракт, на урогениталниот тракт и на цитопатолошката дијагностика. Ви благодарам за гостувањето.